Ако банките не ги намалат провизиите што граѓаните ги плаќаат за банкарски услуги, Народната банка ќе преземе мерки за намалување или укинување на ниво на Европската Унија, од каде се најголемиот дел од газдите на македонските банки. Новиот гувернер Трајко Славески, иако на средбата со Македонската банкарска асоциација, првично сладкоречиво на банкарите им стави на знаење дека очекува соработка, откако го слушна ставот на МБА дека не е толку лесно да се намалат провизиите, отворено се закани со регулација, ако во најкусможен рок не ја ревидираат висината на надоместоците за извршување на плаќањата за граѓаните и компаниите и не ги постават на разумно ниво. Мислам, пративме и параметри. Укажавме на меѓународни практики, укажавме која би била користа од сето ова, но укажавме и на нешто друго. Ако цените на електричната енергија, на природниот газ, на снабдувањето со вода, на телекомуникацијски услуги, како што кажав, се регулирани, така ќе бидат регулирани уште можеби од есен и цените на платежните услуги. Аргументите на гувернерот се дека банките се екстра профитабилни, што покажуваат податоците за поврат на сопствениот капитал од 20%. Но од Македонската банкарска асоциација пак велат дека една е состојбата во Европската Унија, а друга кај нас. Знаеме дека ние имаме сериозни расходи во Македонија за кадрот во IT индустријата, сериозни расходи во делот на картичното работење кон странските провајдери и всушност затоа ние една од борбите се што можеме да правиме во Македонија, да го правиме во Македонија со сопствени ресурси, за да можеме да им обезбедиме на нашите клиенти по поволни цени. Но Народната банка им понуди да ги намали провизиите што банките ги плаќаат кон неа за користење на МИПС системот, со надеж дека банките ќе го пренесат ова намалување кон корисниците. Очекуваме и банките во најкусможен рок да ја ревидираат висината на наместоците за извршување на плаќањата за граѓаните. Од Македонската банкарска асоциација вела дека одлуката за висината на провизиите се носат индивидуално од секоја банка и дека тие немаат механизам за колективно намалување на цените. Додаваат дека процесот ќе биде долг и дека ќе се разгледуваат трошоците пред евентуални промени. Славески ги предупреди банките да не ни помислуваат да се договараат за висината на провизиите, оти ќе бидат на удар на антимонополската комисија.